Гревата за девојчето. Тешко на тие родители што го преживуваат ова. Треба да си луд човек по партизанска во најгусто населениот дел, каде што имаш еден куп пешачки премини и ти тука да развиеш 130 км на саат брзина, треба навистина нешто да ти фали во мозокот. Срамен е обидот на власта да целата оваа работа ја префила повторно со судот. Таму се насочени према судот. Ти сега таму им е битно да можат да сменат тоа, да става што е нивно и така натаму. Полицијата треба да го запре на партизанска да не вози 140 или судиката. Ако имало полицаец или полиција на партизанска ќе возело овој 140, судот треба да се сноси свој дел од одговорноста. Но ќе имаме помалку несреќи ако полицијата малку биде поприсутна. Девијантното однесување на ова момче не е изолиран случај. Па ние девијациите ги почнуваме уште од градинките. Од оние градинки кај мене кај што има 40 деца на една негователка. А треба да има на 15 деца 2 негователки и една воспитувачка. Ние таму не ги воспитуваме тие деца, ние таму само ги згрижуваме. На училиште со учителките, наставничките се расправаме како да се кочијаши. На крај сите мора да завршат со петки. Исто тоа ни се случува и во средните училишта. Потоа ќе им се купат дипломи, ќе дојде малку да повее знамиња и ќе се вработи во преку партијата. Како тие деца нема да бидат аздисани? Све што е девијантно за нив е дозволено.